Општинските организации на гром на синоќешната седница на Централниот одбор на партијата го усвоиле предлогот за соработка со владата. Што подразбира оваа соработка, го прашувам председателот на гром Стефче Акимовски. Повелете, господине Акимовски, што подразбира соработката? Тоа подразбира дека гром ќе учествува во работата на владата на Република Македонија во коалиција со ВМРО ДПМН и ДУИ, дека покрај работата во Министерството за локална самоуправа ќе бидеме вклучени во повеќе институции во државата, како и во повеќе управни и надзорни одбори, што значи дека како политичка партија почнуваме да учествуваме во процесот на управување со Република Македонија. Пренчов стана заменик министер за локална самоуправа. Доаѓа од вашиот кабинет. Дали беше тешко лесно да се одбере човек за таква позиција? Не беше воопшто тешко, имајќи во предвид дека наша програмска определба, една од главните програмски определби не е натамошна децентрализација и јакнење на улогата на локалната самоуправа, и наш интерес беше да учествуваме во работата на локалната самоуправа, имајќи во предвид дека господинот Љупчо Пренџов е политиколог кој во септември треба да магистрира, кој што има веќе повеќе од 5 години искуство во локалната самоуправа, најпрви во Шуто Оризари општина, а потоа и во општина Карпош, како и сите оние обуки кои што ги има поминато од стручен аспект и како и политички обуки, сето тоа даде за право да тој има одлични референции за да може да биде заменик министер во владата на Република Македонија и да ја представува граѓанската опција за Македонија, но во исто време и квалитетно да даде свој придонес во работата на владените органи. Така, помина речиси 24 часи од донесената одлука, ме интересира дали добивте некаква реакција, дали имате реакција од СДСМ, од вашата претходна матична партија? Не знам зашто би требало СДСМ да реагира и да се грижиме за реакцијата на СДСМ. Ние сме си своја политичка партија, си носиме своји одлуки, како што гледате, тоа се одлуки кои што ги подржуваат општинските организации и нема зашто да се грижиме дали тоа му се допаѓа на Социјалдемократскиот сојуз или пак не му се допаѓа. Сега да ве прашам и за нивниот бојкот. Како го оценувате бојкотот на СДСМ на собранието? Јас мислам дека се повеќе се заплеткуваат во ова сопствена игра што ја направија, таа повеќе им користи за внатрешна употреба, затоа што во моментов никој не зборува за тоа дека СДСМ ги загубил изборите и со каков катастрофален резултат ги загубил, туку цела јавност зборува за тоа дали СДСМ ќе се врати во парламентот или нема да се врати. И јас одговорно тврдам дека Социјалдемократскиот сојуз ќе се врати во парламентот, само е прашање на време и дел од тактичката игра и веројатно ќе се барат причини од кои што тие ќе може да се вратат во парламентот, затоа што по мене очигледно дека барањата е абсурдни, да се формира техничка влада во услови кога нема ниту еден приговор за локалните избори и услови кога се изгубен резултат со повеќе од 160-170 гласови, што значи дека повеќе од јасно е дека не може се помират со фактот дека граѓаните им дале подршка за само 280 и кусури илјади гласови. Така. Господине Акимовски, вие сте жив пример на нивното предомислување во март, кога вие први решивте дека ќе одите на локалните избори, а од партијата рекоа не, па потоа се предомислија. Колкав рок сега им давате да се предомислат? Се извинам, не ве слушнав. Колкав рок би им дале сега да се предомислат со оглед на тоа дека вие сте најупатени во таа цела нивна процедура? Впрочем, во март месец вие бевте први кои што рековте дека ќе одите на локалните избори за разлика од вашите сопартици. Така. Јас сум длабоко убеден дека за нив е најбитно да слушаат што од прилика јавноста мисли и какви реакции има од надворешниот фактор, кога ќе проценат дека реакциите се многу слаби на нивното отсуство од парламентот и кога ќе видат дека ваквото неетење веќе преваѓа во нивна штета, дека тогаш ќе се бара причина да се вратат назад, а мислам дека тоа нема да биде подалеку од месец септември. Така, ви благодарам, господине Акимовски. Значи, вие прогнозирате дека тоа ќе биде во месец септември, а до тогаш да ве прашам, дали сметате дека е направена доволна штета и на меѓународниот углед на Македонија, како и на угледот на самата партија како најголема опозицијска сила во државата, нели? Секој сноси одговорност за своите постапки, дека се прави штета на Република Македонија се прави штета и за сопствените редови. Не е добро една држава да нема опозиција, а уште помалку е добро да
да нема разумна опозиција, а во конкретниот случај се гледа дека нема доволно разум за да се прифатат фактите и во исто време да се делува конструктивно. Очигледно е дека народот некого толку го вреднувал, треба да се тури одговорноста за тоа како ќе изгледа оваа држава, нормално да сносат оние кои што владеат со Република Македонија и како резултат на тоа нив им останува да действуваат во парламентот и да влијат преку тоа на граѓаните евентуално да го променат своето мислење. Тие од таа шанса се откажуваат, така да тоа е нивни проблем. Ви благодарам многу, господине Акимовски.